Во Скопје електричните тротинети се почесто се користат спротивно на правилата. Ги користат и деца помлади од 14 години, се возат по коловоз меѓу автомобили, се возат по тротоари со голема брзина и по улици каде што воопшто нема предвидени патеки. Факт е дека секој што ги користи електричните тротинети во најголем дел од времето не ги користи согласно пропишаните правила. Дел поради недостиг на инфраструктура, но голем дел и поради непочитување на сообраќајните прописи. Во пракса девијациите станаа секојдневие. Се вози со повеќе лица на еден тротинет, се минува на црвено, се поминува преку пешачки премини без симнување, се вози спротивно од насоката на сообраќајот, се движи меѓу пешаци без намалување на брзината. Посебен проблем е возењето во ноќни услови. Голем број од корисниците се движат без светличка и рефлектирачка опрема, што значително е зголемува опасноста од сообраќајните незгоди и за нив, и за пешаците, и за возачите. Иако на почетокот од воведувањето на електричните тротинети имаше најави за засилени контроли и казни, како и за неколку акции од полицијата, денес ваквите контроли се ретки и недоволно видливи. Во меѓувреме бројот на тротинети на улиците постојано расте. Дополнителен проблем представува и системот Safe City, кој не е технички прилагоден да ги регистрира прекршоците што ги прават возачите на електричните тротинети. Системот не може да евидентира возење по тротоар, небезбедно движење меѓу пешаци или управување без светлосна опрема. На тој начин, еден сегмент од сообраќајот практично останува надвор од автоматскиот надзор. Последиците најдиректно ги чувствуваат пешаците и возачите на моторните возила. Пешаците најчесто се соочуваат со ненадојно појавување на тротинети на тротоарите, додека возачите се соочуваат со неочекувани вклучување на тротинети на коловозите каде што не смеат да се движат. Дополнителен проблем е непочитувањето на сообраќајната сигнализација. И децата и возрастните кои управуваат електрични тротинети во најголем дел од случаите не ги почитуваат сообраќајните знаци ниту светласната сигнализација на крстосниците. Истовремено во голем дел од градот воопшто нема јасни обележувања каде смеат и каде не смеат да се движат електричните тротинети. Отсуството на јасни правила на терен создава простор за произволно однесување. Прашањето што се наметнува е дали електричните тротинети навистина придонесуваат за олеснување на градскиот сообраќај или без системско уредување стануваат дополнителен фактор за ризик и неред во сообраќајот во Скопје. Заклучокот е јасен. Без јасни правила на терен, без видливи и континуирани контроли и без функционална интеграција во сообраќајниот систем, електричните тротинети во Скопје моментално не се решение, туку сериозен безбедносен предизвик.